Газа. Најголемиот затвор на отворено во светот. Не сум единствената која го кажува ова. Ова е дефиницијата што ја користат самите жители на Газа и оние кои знаат што навистина се случува во овој регион. Кога подобро ќе ја погледнете Газа, подобро ќе разберете зошто е тоа така. Ова мало паче земја во центарот на Блискиот Исток зафаќа површина од 360 квадратни километри. Нејзината ширина во просек 8 километри, а должината од север кон југ е 50 километри и над 2 милиони жители живеат во оваа мала област. Луѓето кои мораа да побегнат од областите окупирани од Израил се населиле во Газа со текот на времето. Поради оваа причина, 70% од населението овде денес се состои од палестинските бегалци. Гледате на картата дека Газа има морски брег, нели? Но тоа не е како што изгледа. Затоа што Израил го контролира овој регион и на копно и на море. Тешко е да се најде нешто ново во Газа поради воведеното ембарго. Поточно, тешко е да се најде нешто, бидејќи ниту има вода, ниту има канализација, струја или отворено море. Луѓето во овој регион 70% од својата екзистенција ја обезбедуваат со помошта од меѓународните организации. Мал дел од населението се занимава со земјоделство и трговија. Како резултат на континуираните напади на Израил, постоечките фабрики беа или затворени или бомбардирани. Затоа работниците останаа неработени. Што се однесува со риболовот? Израелската контрола над морето, прво со 12 милји, потоа со 9, а потоа и со 3 милји, ги спречи рибарите да ловат риба. Од сето ова, не е тешко да се разбере дека денес 70% од луѓето во Газа живеат во сиромаштија. Денес Газа е место на злосторства против човештвото, како што рече генералниот секретар на Обединетите нации. If there is a hell on earth, it is the lives of children in Gaza today. Ова е татковина на луѓето на кои им е одземено правото да живеат во сопствената земја. Сепак, до денес, медиумите во голема мера не успеа да ги опишат бомбашките напади, убиствата и апсењата што палестинскиот народ ги доживува со децении. Овој проблем е представен како конфликт меѓу муслиманите и евреите, илјадници години и е нормализиран и натурализиран. Како што рече Џуди Батлер, американски филозоф со еврејско потекло. Ако знаеме колку деца биле убиени на западниот брег и Газа, ако знаеме дека Газа е под окупација и луѓето таму биле принудени да живеат на затвор на отворено со години, ќе ни се смени целата слика во однос на настаните.